Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре е празникот Иванден, почитувани слушатели. Нека биде напомош и сите оние кои го носат тоа име, честито и среќно. Вечерва ќе дадеме краток прилог за празникот, како и за Кочо Рацин со кратки вести во вечерашнава програма, но затоа пак вечерашнава наша емисија ќе ни ја разубави со песни по повод свадбата на Джереми Стратко и неговата сакана Сабина. На самиот почеток еве и една жална вест. Имено деновиве почина нашата сонародничка Славка Јовановска од село Љубојно на низината 94 годишна возраст. Замина во вечниот дом, зашто така сакаше и судбината. Низините најблиски, ќерките Џули Спасовска и Бети, со зетот Гоце Крстевски, со фамилиите, со сите почести ја испратија во низиното вечно живеалиште. Џули и Бети вечерва сакат на сите гости на сите оние кои дојдоа да ја оддадат почит на починатата Славка, да им се заблагодарат, а сите тие кои го молеа Бога да ја однесе во местото каде мирно ќе почива нашата сонародничка Славка Јовановска, истовремено сакат уште еднаш да им на сите оние кои дојдоа на погребот да посакат само за убаво да се собираме, така велат Џули и Бети. Сочувство до фамилијата на починатата Славка Јовановска од името на мојата фамилија, а се разбира и од името на редакцијата Глас од Македонија. Инаку, како што реков, утре е денот Иванден, па да одиме со прилогот по повод празникот Иванден. Иванден е еден од големите христијански празници од летниот циклус, каде се слави раѓањето на Свети Јован Претеча и Крстител Господов. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонцестој, односно со периодот на долгодневницата. Овој празник во годишниот круг празници е симетричен на Божик, денот поврзан со зимскиот сонцестој, односно со периодот на краткодневницата. Овие два празници ги поврзуваат и повеќе обичаи и верувања поврзани пред се со сонцето. Во таа насока се и обичаите и верувањата поврзани со огновите. Ритуалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иванден, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањето во нивната маѓиска моќ. Верувањето пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало 3 пати е поврзано со тоа што Иванден се паѓа во најтоплиот период од годината. 6 месеци пред своето јавување на Пресвета Дева Марија во Назарет, великиот арангел Божи Гаврил му се јавил на првосвештеникот Захари во Ерусалимскиот храм, пред да го објави чудесното зачнување на безмажената девица,
Арангелот го објави чудесното зачнување на една бездетна старица. Захарија не поверувал веднаш во зборовите на Божиот известител и затоа јазикот му се врзал со немост, па останал нем се до 8-миот ден по раѓањето на Јован. Тој ден се собирале роднините на Захарија и Елисавета за обрезание на младенецот, за да му биде дадено име. Па кога го прашале таткото кое име би сакал да му го даде на синот, тој бидејќи нем напишал на табличката Јован. Јазикот му се одврзал во тој час и тој почнал да говори домот, потоа му се всушност домот Захариев бил на височината меѓу Витлеем и Хеврон. Гласот дека на Захарија му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а Ирод, кога испратил да се закопаат децата во Витлеем, пратил луѓе и во рицкото престојувалиште на семејството, за да го убијат Јован. Но Елисавета благовремено го сокрила детето. Разјарен од ова, царот Ирод испратил джелати кај Захарија во храмот да го убијат Захари, бидејќи бил убиен меѓу притворот и храмот, а неговата крв се засирила и се скаменила на плочите и останала како неизбришливо сведоштво против Ирод. Елисавета со детето се сокрила во една пештера во која што набрзо таа умрела. Младенецот Јован останал само во пустината, препуштен на грижа на Бога и неговите ангели. Најпознат обичај на прославата на Иванден е тајане. Тоа представува македонски календарски обичај поврзан со празникот раѓањето на Свети Јован Крстител, Иванден 7 јули. Најдолго се задржал во Приливско, Битолско и Крушевско. Од обичаите што се изведуваат на овој ден, попривлечливи се оние поврзани со растенијето папрат. Имено вечерта спроти празникот се бере папрат, а тоа пак е поврзано со верувањето во неговата апотропејска моќ. Папратот се става на постелата и на него се спие за здравје, а рано наутро на самиот ден Иванден се плетат венци што се стават во бавчите за да ги чуваат од разни болести и временски непогоди. Ете тоа беше прилогот за празникот Иванден. Уште еднаш честит и среќен нека ни биде нашиот празник православен Иванден и повелете утре на заедничка богослужба од 10 часот утрото во секоја македонска православна црква. Тече стара река, извор вода студена. Тамо е на светот едно мало село Беранци. Кај што тече стара река, извор вода студена. Едно мало село Беранци. Беранци, Беранци, село мое мило, се што имам, се што сакам, од тебе се скрило. Беранци, Беранци, село мое што имам, се што сакам, од тебе се скрило. Покрај Ридој, покрај Буки, манастир се извива. Свети Јован Крстителот, Иванден се прославува. Покрај Ридој, покрај Буки, манастир се извива. Свети Јован
Krstitelot, Ivan den se proslavova. Beranci, beranci, selo moje milo, sve što imam, sve što sakam, od tebe se skrilo. Beranci, beranci, selo moje milo, sve što imam, sve što sakam, od tebe se skrilo. Visoko na široko Pelagonija se prostira. Nema nigde takva slika, od moj ta zemlja najmila. Od visoko na široko Pelagonija se prostira. Slika od mojta Makedonija. Beranci, beranci, selo moje milo, sve što imam, sve što sakam, od tebe se skrilo. Beranci, beranci, selo moje milo, sve što imam, sve što sakam, od tebe se skrilo. Sve što imam, sve što sakam, od tebe se skrilo. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располагат со 3 модерно опремени сали за вашите семени слави, крштевки, роден ден или било какви свечаности повелете во една од 3 модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, за религиозните денови, како што е утрешниот ден, Иван ден или во неделите, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот 416-421-7451. Лиринското околиско друштво со председателката Мери Капо и низината управа ве поканува и ова година да се дружите со своите роднини пријатели на 20 јули на пикникот што ќе биде во паркот на организацијата Обединети македонци. За песната и орото македонско ќе прозвучат мелодичните гласови од групата Децата од Буф. Влезот е $15 за возрастни, а за деца до 16 години бесплатно. Таму ќе се сервира бесплатна варена пченка и сосиџес. Добро дојдени сте сите. Фестивалски викенд со јадење, пиење, оро, песна, разонода со вашите пријатели 19 и 20 јули. Управата на црквата Света Недела од Ејџекс со председателот Ристо Трифуновски ве поканува за да си поминете пријатен викенд. Сабота 19 јули од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ, недела од 11 часот предпладне до 10 часот вечерта, а за на деца таму ќе има и весела разонода, како и богато јадење, а тука и убавата песна и оро. Добро дојдени сте сите на овогодишниот фестивал. Од 8 до 10 август пак на Мейн Стрит Маркам фестивал исто така, каде управата на црквата Свети Димитрија Солунски со председателот Жан Стојчевски ве дочекува со традиционалното богато јадење и веселата песна за да вие заиграте на орото македонско. 8 и 9 август од 11 часот предпладне до 12 часот на полноќ, а 10 август од 11 часот предпладне до 1 часот после полноќ. Добро дојдени сте сите. Организацијата Обединети македонци по повод трите Илиндени, Херонеја 335 година пред нашата ера, Илинденското востание 1903 и Асном 1944 година, на
величествен начин ќе ги одбележат овие значени македонски национални празници. Прославата отпочнува кога на 2 август после богослужбата ќе се положи венец во чест на паднатите знаени и незнаени борци пред споменикот на црквата Свети Климент Охридски. Но затоа пак организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски срдечно ќе ве дочека во паркот на организацијата на 3 август на пикникот, а вратите се отворени од 8 часот утрото. 10 часот утрото ќе се одржи богослужба во манастирот Свети Илија, а потоа свещената програма ќе отпочне од 2 часот попладне со говори посветени на празникот, но и општо народна веселба со оркестрот на Сонја и Оливер. Тука и вкусното македонско јадење. Како специјален гостин ни доаѓа од Мала Преспа познатиот Васил Стериовски, председател на единствената македонска политичка организација во Албанија, Македонска алијанца. Добродојдени сте сите. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките Христина и Марија Белчевски од фирмата или цвеќарата, да речам, Flower by Lilac, настите вам ви посакуваат пријатно попладне, а пак на младите кои идната недела ќе прават свадба, односно тоа е во сабота, на Джереми и Сабина, среќна брачна иднина. Токму со емисијата се префрламе кај фамилијата Страпко. Па да чуеме со честитките по повод свадбата на младите. Дојде денот кога и нашата куќа ги отвора вратите за да ги дочека гостите, зашто синот наш се жени. Денот е само за тебе, мили наш сине Джереми, за твојата венчавка со саканата Сабина. 12 јули, кога сите најблиски роднини и пријатели ќе ви честитаат, ние, твоите родители Дейвид и Сонја со братот Александар Страпко, радосни и горди со двајцата вас, од срце ќе ви посакаме да сте среќни вековити. Честита венчавка и честито кумство на внуквата Керолайн и зетот Рајан Картос, за да вака и за синот Николас си дочекат радост, а вие да не израдувате во брзо време и со рожба. Честита нека е и сватоштината на нашите сватови, а дај Боже и за нашиот син Александар вака да се радуваме заедно со дедото Дорче и бабата Даен Николовски. Бидете ни вечни, мили наши чеда Джереми и Сабина, и честита венчавка.
Не избравте да бидеме ваши кумови ние, Керолайн и Рајан, со синот Николас Картос на вашата венчавка, драги Джереми и Снао Сабина. Додека на свадбата со песна и оро ќе ви честитаме, вечерва зборовите на песната нека допрат до Бога, за да во брзо време и за рожба честитаме ние вашите кумови, кон кои честитки се приклучува и нашата мајка Мими со твојот вујко Джордан Макарфи и тетката Сузи со фамилијата. Честита венчавка вам, а на твоите родители Дейвид и Сонја Страпко и сватовите честита фамилијарна радост, за да вака и за Александар се радуваме заедно со дедото Дорче и бабата Даен Николовски. Наздрави, крени чаша ти. Навистина не знаеме какви зборови да искажеме за нашиот внук, кој сега веќе свадба ќе прави, а тој и неговиот брат раснеа во нашите преградки. Дочекавме и прва радост внук да жениме. Дочекавме на свадба оро да поведиме, оро свадбарско, и со песна да ви запееме среќно младенци, ние, дедото Дорче и бабата Даен Николовски од село Подмочани, иако староста не налегнала. Вечерашна наша честитка, која со песна ја испраќаме за двајцата вас, мили наш внуку Джереми и Снао Сабина, ние, дедото Дорче, бабата Даен Николовски, заедно со тетинот Вен, тетката Кети и братучедите Джашава и Ева Порнарос, сакаме од срце да ви пожелиме вашиот пат да биде осветлен со убавини низ целиот брачен живот, а за да во брзо време и со рожба не израдувате. Честита нека е радоста на твоите родители Дейвид и Сонја Страпко и сватовите, со желба вака и за Александар да се радуваме.